Почитувани гледачи, добре дојдовте во емисијата Бизнис Лаб на ТВ канал ВИС. За нас е 1 мај, денот на работникот. Прашањата околу работничките права, нивното почитување, секогаш се во опсегот на интерес на целата јавност. Во однос на овој празник, Економско-социјалниот совет на Република Македонија одржа и свечена седница, состанок на кој што беа промовирани и презентирани неколку мерки и активности за кои што владата смета дека ќе подобрат економската бизнис клима и ќе бидат во насока на подобрување на положбата на работниците. Оваа емисија ги проследуваме изјавите на чинителите кои што излегоа со своји ставови и видувања околу мерките кои што се презентирани, меѓутоа представниците на синдикатите за положбата на работниците. Ми представува голема чест денешниот голем празник, 1 мај, денот на трудот, да го поминам работно со Економско-социјалниот совет и да бидем посветен на суштинските политики кои ги унапредуваат севкупните работнички права во нашата земја. Трудот и работата мора да бидат вреднувани, а владите имаат обврска да осигурат услови за унапредување на работничките права. На овој голем ден нагласувам дека почита и признанието за трудот на сите работници ширум Македонија се секојдневна водилка во социјалните политики на владата. Денес, заедно со министерот за финансии Драган Тевдовски, министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и потпредседателот на владата за економски прашања, на свечената седница на Економско-социјалниот совет ја објавивме најновата мерка со која што дополнително ја засилуваме спиралата на раст на платите за работниците во Република Македонија. Станува збор за мерка со која државата ќе обезбеди директна финансиска поддршка од 30% од растот на бруто платата на работниците во трудоинтензивните дејности. Мерката ќе се однесува за исплата на покачени плати до 18.000 денари, околу 15.000 компании и 50.000 работници од прилика ги исполнуваат условите за користење на оваа мерка. Поддршката ќе биде обезбедена за исплата на повисоки плати за нашите работници кои работат во мали бизниси, кои што се занимаваат со трговија, како што се малопродажни дуќани продавници, гранапи, мали услужни бизниси, како што се занаечиските работилници, фризерски салони и други дејности од областа на здравствената заштита, меѓу кои стоматолошките ординации, ординации на општа медицина и друго. Секако тука си текстилот, кожарската индустрија и така натаму. Целта е една: да растат платите и граѓаните на Македонија да имаат повеќе пари. За да се почувствуваат економските резултати во сечи джеп, потребно е време, труд и заедничка работа. Ја користам приликата од денешната свечена седница на Економско-социјалниот совет да упатам повик кон сите општествени чинители на нашата заедничка акција. Фирмите да ги покачат платите на своите работници, да аплицираат за мерките, да знаат дека државата е тука да помогне. Работниците посветени да се вложат максимално во работата и со својата креативност да придонесат во зголемувањето на продуктивноста на компаниите во кои што работат. Работникот треба да е горд затоа што носи напредок, раст и развој. Од него зависи севкупниот раст и развој во Република Македонија. Државните институции навремено и брзо да действуваат за исполнување на своите законски обврски и надлежности, да бидат услужни кон граѓаните, услужни кон компаниите, да ги доближат владините мерки до сите заинтересирани. Од тука ја користам приликата да апелирам до сите компании да аплицираат за оваа мерка, да немат одбивност, да се охрабрат и да ги искористат овие пари предвидени во буџетот. Државата сака да ги искористи сите пари до последниот денар. Контролите кои што ќе одат при аплицирањето ќе се однесуваат само на контролата на исполнетост на условите. Да не ги одвраќа тоа компаниите да аплицираат да ги искористат овие буџетски средства. И трето, сите ние сме овде да им служиме на граѓаните. Служејќи им на компаниите, конечниот резултат ќе го добијат работниците. Спиралата на покачување на платите ќе продолжи да расте, ако имаме стабилни и одржливи компании, подготвени да се справат на меѓународниот пазар, на компетитивноста и конкурентноста, која што е секако стратешка цел на државата. Почитувани, во фокусот на економските политики
што ги спроведуваме се работниците и работничките права, но и развојот и растот на конкурентноста на компаниите. Веднаш ја покачивме минималната плата на 12.000 денари и отстранивме долгогодишната неправда која што им се нанесуваше на работниците од текстилно-кожарската индустрија. Тоа беше првиот многу важен чекор за отварање на спиралата за пораст на платите. Денес одиме чекор понатаму во поддршката на компаниите и работниците, а секој да има можност за повисока плата. Понатаму, во планот за економски раст, обезбедивме финансиска поддршка за компаниите, кои за нововработените лица ќе исплаќаат повисоки плати над 18.000 денари. Успеавме за краток временски период од 10 месеци трајно да ја решиме екзистенцијата на околу 5.000 стечајни работници и нивните семејства. Долгогодишната голгота на овие наши граѓани конечно доби позитивна разрешница. Исто така, за прв пат, заедно со Министерството за финансии, одвоивме средства од буџетот на Република Македонија за субвенционирање годишен одмор на работниците со пониски примања, а со Министерството за економија веќе ја спроведуваме таа мерка. Ја користам приликата да ги повикам работниците да аплицираат на огласот кој што се уште е отворен и да искористат оваа можност да ги однесат своите деца и семејства на летување или годишен одмор на некој од нашите преубави домашни туристички дестинации. Ваквите можности се придонес кон еднаквоста во општеството. И кога велам да овозможиме еднаков пристап за сите, мислам и на вас, новинарите, денес овде присутни. И вие кога следите денешната пресконференција, но и на сите останати. Апелирам кон сопствениците на медиумските куки да ги следат политиките на пораст на платите. Затоа што и новинарите се работниците во државата. Почитувани граѓани, почитувани работници, ова е само почеток. Ќе продолжиме со сите расположливи ресурси да работиме за пристојна работа, за работници кои чекорат исправено и со кренати глави кон своите работни места, за квалитетен животен стандард за сите. Македонија е земја која живее, се гради и развива од рацете на своите вредни работници. Уставот е декларира Македонија како социјална држава. Јас како левичар и премиер на сите граѓани ја чувствувам обврската да создадам услови Македонија да профункционира како држава која се грижи еднакво за сите граѓани. Вложуваме многу во економски и социјални мерки да ја направиме Македонија земја на можности за сите своји граѓани. На самиот крај, на сите граѓани и граѓанки на Република Македонија, на сите работници и работнички, го честитам 1 мај, денот на трудот, и ајде заедно да работиме за напредување на работничките права и за подобар живот за сите. Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани работници, почитувани медиуми. Денеска го честитам 1 мај на сите граѓани и на сите работници во нашата држава. Навистина ми е чест што оваа година синдикатите слободно и достоинствено го одбележаа символично 1 мај на улиците како што тоа го личи и како што се боревме сите минати години. Но важно е дека заклучуваме дека без социјален диалог навистина во нашата држава е невозможно да зборуваме за напредување на работничките права. И токму затоа како влада од првиот момент покажуваме дека го почитуваме социјоекономскиот диалог, ги почитуваме и работниците и синдикатите, но ги почитуваме и работодавачите, затоа што само така ова наша држава може да има економски раст и развој. Денеска на 11-тата седница на економско-социјалниот совет присуствуваше и премиерот, кој што за прв пат во историјата на Македонија покажува политичка волја за подигнување на овој диалог на едно навистина високо политичко ниво. Со оглед на тоа што економско-социјалниот совет е клучен за дебата по однос на сите политики, ние гордо кажуваме дека сите стратешки документи и сите закони кои што се од овој домен во изминатите 11 месеци поминаа низ овој совет. Освен што унапредивме платите или ги зголемивме на 90.000 работници, обештетивме 5.000 стечени работници, пред 2 недели владата го усвои и ги усвои измените на Законот за работни односи, кои што исто така ги унапредуваат правата на работниците. Утврдивме прецизни договори за работниците кои што треба да бидат пропишани од работодавачите, но со јасни критериуми, јасни задолженија за да работниците може да си ги знаат обврските, но и правата и да може да се борат за истите. Исто така пробната работа која што беше утврдена на 6 месеци, сега е 4 месеци. Платата на еден приправник беше 40%, сега е зголемена на 70%.
Престанокот од деловни причини може да се случи во секоја фирма, но истиот работодавач не сме во наредните 2 години да оствари ново вработување за истата позиција или за истото работно занимање во истата фирма. Исто така се зголеми и испратнината од 12,5 до 25% за секој договор за вработување кој што престанал заради деловни причини. И не застануваме тука, работиме на сосема нов закон за работни односи кој што преку социјален диалог до крајот на 2018 година ќе го продолжиме на владата, а понатаму владата ќе треба да го предложи до парламентот, во кој што очекуваме да се разрешат многу големи и горливи прашања кои што се јавуваат и кај работодавачите и кај работниците, како што се технолошкиот вишок, вработувањето на определено време и слободата на синдикалното здружување кое што сите ние заедно треба да ја унапредуваме. Продолжуваме посветено да работиме на унапредување на работничките права заедно со сите социјални партнери. Благодарам. Јас на денот на трудот сакам да подсетам дека една од првите мерки која што ја презема владата беше зголемувањето на минималната плата на 12.000 денари и исто така беше исправањето на онаа долгогодишна неправда за работниците од текстилната и кожарската индустрија за пониска минимална плата. Ние, како резултат на зголемувањето на минималната плата, овозможивме подигнување на платите на околу 90.000 работници да добија, значи, тие добија повисоки плати, исто така просечната плата во држава во месеците јануари и февруари 2018 година во споредба со истиот период 2017 година е зголемена за 4,6%, а ефектите најдобро се гледаат ако се видат токму оние 3 сектори кои што има пониска минимална плата. Зголемувањето таму е значено, например во текстилот е 17%, во производството на облека 15% и кожарската индустрија 17%, но ние сме свесни дека ова не е доволно и дека платите на работниците е потребно да растат за да се подигне пред се животниот стандард на граѓаните. Затоа денес на денот на работниците сакаме да дадам и уште повеќе детали околу мерката која превземаме за да поттикнеме дополнителен раст на платите. Владата ќе обезбеди финансиска поддршка за раст на платите во трудоинтензивните сектори. Со оваа мерка за работник кој ќе добие покачување на платата во однос на последното тримесечие на 2017 година, државата ќе покрие 30% од порастот на бруто платата. Мерката ќе се однесува на работници кои имале просечна нето плата до 18.000 денари во последните 3 месеци од 2017 година, а офатени ќе бидат работниците за кои фирмите не добиваат друг вид на помош или поддршка. Поддршката ќе се однесува на трудоинтензивни фирми, односно фирми кај кои трошоците за вработените сочинуваат повеќе од 50% од вкупните трошоци и само на фирми кои не прават високи профити, односно фирми кои имаат добивка како процент од вкупните расходи помало од 10%. Поддршката ќе се исплати од страна на Министерството за труд и социјална политика по претходна апликација од страна на фирмите и проверка од Управата за јавни приходи. И поддршката, исто така и тоа е важно, ќе се исплаќа само како фирмата ќе ја исплати платата на работникот. Со оваа мерка, значи, продолжуваме со нашите напори за покачување на платите, подобрување на условите за работниците и пред се зголемување на животниот стандард на граѓаните. Благодарам. Почитувани работнички работници, јас ќе зборам денеска чисто синдикално, бидејќи тука сме сите работници, сите допринесуваме. Воедно сакам да ви го честитам 1 мај денот на трудот и многу сум пријатно изненаден што моите партнери од социјалниот диалог, работодавците на Република Македонија, организацијата и владата на Република Македонија ни приреди на свечен економски и социјален совет каде што заедно го прославивме 1 мај денот на трудот. Им заблагодарувам уште еднашка. Исто така им заблагодарувам што ја слушна нашата порака за скалесто зголемување на платите, без разлика што е тоа до 18.000 денара и платата дојде до 12, па почекавме ве дојде до 18. Сигурно ќе има и трети код каде што ќе бидат офатени сите работници, затоа како што кажат американците step by step, ние сме стрпливи, ние постоиме за работниците, работниците ги има и ќе ги има. Уште еднашка благодарност за првомајскиот
што ја поддржава Помладинскиот протест и ни ја одржава седница. Се надевам на погодна соработка во иднина и со работодавачите на Република Македонија и со владата. Уште еднаш честит 1 мај и ви благодарам за све. Во однос на ова што беше искажано околу празникот, би сакал само да кажам дека една влада ќе биде многу успешна ако успее да направи добар компромис помеѓу флексибилноста на работни места, значи да се охрабрат работодавачите да отвараат повеќе работни места и помеѓу правата на работниците или поточно и попрецизно кажано остварување на правата на работниците да не бидат на хартија, туку да бидат во стварност. Во однос на тоа што денеска расправавме, во однос на првата точка од дневниот ред, а тоа е третиот столб за финансиската поддршка на инвестициите, би сакал да се обратам на работодавачите, се однесуваат за малите, микро и средни фирми, оние што во Македонија ги имам најмногу, над 92% од компаниите во Македонија се микро, мали и средни, да се охрабрат да аплицираат, затоа што овие мерки, за разлика од првиот и вториот столб, кои субвенционираат 10 или 20% од трошоците, субвенционираат дури до 70% од купните трошци кои ќе ги направат. И тоа за скоро сите фактори кои ќе придонесат за зголемување на нивната продуктивност, и околу организација на работа, и околу набавка на нова опрема, и околу користење на експерти, па дури и за усовршување и едукација на самите менаџери во тие компании. Така да јас се надевам дека и овие мали микрокомпании со поддршка на Фондот за развој, ќе иновации, ќе аплицираат, ќе направат добри проекти со кои ќе можат да се остварат овие цели во самиот план за развој. Во однос на втората точка, уште на првата средба во Министерство за финансии, кога министерот Тевдовски излезе со предлогот на законот за минимална плата, јас реков дека за нас работодавачите во Македонија нема да биде проблем остварување на минималната плата од 12.000, ќе биде проблем како да ги покачиме платите и на подобрите работници. Затоа излеговме со еден предлог за замрзнување на придонесите на плата на ниво на минималната плата, но владата во разговорите ни укажа дека заради проблемите во Фондот за ПИОМ има друг предлог, друго решение кој ние го прифативме, затоа што целите и овој пат ќе се остварат. А тоа е субвенционирање на 30% од порасот на бруто платите на вработените во Република Македонија, и тоа ќе се однесува за трудоинтензивните дејности, значи не ги наведуваме кои се тоа дејности, тоа сите компании каде што трошоците за вработени изнесуваат повеќе од 50% од вкупните трошци и кои имаат добивка, бруто добивка помало од 10% од вкупните расходи. Така да се надевам ќе и помогнеме со оваа мерка на оние што најмногу е потребно. Оние ранливите компании кои многу брзо никнуваат, многу брзо изгаснуваат. И се надевам дека мерката до крај ќе се аплицира, затоа што целта е да биде аплицирана и искористена, не само да ја промовираме. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се во ова издание на емисијата Бизнис Лаб на ТВ канал Вес. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Гледајте не и наредниот четврток.